Првото линковско вклучување за денеска, односно единственото линковско вклучување за денеска од Скопје со колешката Кристина Талеска-Големтеова. Темата е трендот на опасни TikTok предизвици. Неопходна е зголемена родителска контрола за заштита на децата. Живееме во турбулентно време во кое се помалку родителот има време да ги контролира најмилите, најмладите. Институциите не функционираат, образовните институции не функционираат како некогаш, па се соочуваме со проблеми од повеќе страни. На оваа тема Кристина Талеска-Големтеова разговара со Бојан Кордалов, кој е специјалист за односи со јавност и за нови медиуми. Кики, се слушаме, нели? Да, се слушаме. Бранко, добро утро до тебе и до гледачите на утринската програма. Отвораме актуелна тема за која што и многу се зборува изминатиот период. Секоја апликација, секоја социјална мрежа е корисна доколку правилно се користи, но ризиците секако постојат. Го спомена TikTok, корисниците на оваа апликација се кренаа нано за изминатиот период, откако изведувајќи неколку опасни предизвици, деца низ светот беа повредени, некој од нив за жал го загубија животот. Имаме и случај во Македонија на повредено дете. За ризиците знаеме, но за тоа како да се одбраниме од нив, наредниве минути со гостинот кој што го најави и ти, Бојан Кордалов, во Македонија наутро. Бојан, благодарам за позитивниот одговор за гостување во утринската програма. Години наназад вие сте еден од ретките кој што секогаш зборува за социјалните мрежи и користењето на истите, но ако се почна некако со приказната за Facebook, која што исто како и TikTok нудеше забава и убави видеа и содржини, па потоа некако почна да се шират опасните предизвици, премина на Instagram, еве сега и TikTok. Ниту една апликација не ја заобиколуваат опасните предизвици. Апсолутно, не постои ниту една појава, не постои ниту една мрежа, не постои ништо кој што нема своја негативна страна. Меѓутоа, како што велите, причината зошто токму ги се залагам за позитивните страни е за да не доаѓа до вакви случаи. Ако имаме целосна едукација на децата, пред се на возрастните, за да ги едуцираме децата, како да се користат апликациите, ако институциите и во светот, и во Македонија си ја вршат својата работа и казнуваат, односно предходно превенираат, да не дојде до казна, за вакви работи се поретко ќе зборуваме. Меѓутоа, од друга страна, кога веќе ќе се случи, ги поздравувам ваквите начини да што погласно се зборува, бидејќи работите, особено вакви, не смеат да се кријат. Родителите, возрастните, секој човек кој што е одговорен мора да биде во тек кои се опасностите, кои се слабите, кои се тешките страни, со цел да не дојде до вакви или, не дај Боже, посериозни последици во иднина. Бидејќи денеска зборуваме за повреда, не дај Боже, во светот гледаме многу често и самоубиства, гледаме и други посегнувања по животот. Нема безбедна апликација ако небезбедно се користи. Нема безбеден предмет ако неправилно се употребува. За родителскиот надзор ќе зборуваме нешто подоцна. Наредниве минути малку во контекст на заштитата и едукацијата. Ќе почнеме со најмладите. Веројатно родителите треба да бидат многу предпазливи и треба да внимаваат како им објаснуваат на децата кои што, зборувам за 8, 9, 10 годишна возраст, не се ни свесни во што се впуштаат. Што е она што треба да им го кажат и да го знаат? Прво треба да се направи разлика што е онаа подготвеност на децата и младите, бидејќи се раѓаат во интернет, бидејќи имаат вродени, така речи, вештини, а што е она што возраста го бара од повозрастните луѓе да биде научено и да биде пренесено. Значи, денешните генерации, како што многу пати сме зборувале, се раѓаат со технологиите, меѓутоа човековиот умствениот развој треба да пројде низ етапи на едукација, на адаптација и така натаму, за да може да се развие и да биде отпорен на ваквите појави. И тука доаѓа улогата на родителите за која што често зборуваме. Ако родителите, ако возрастните генерално, не само родителите, не се едуцираме што се случува во интернет просторот, не се едуцираме да ги бараме овие добри апликации, или не се едуцираме видиме кои се опасностите, тогаш нема да направиме ништо. Тоа е под број 1. Под број 2, многу често заедно со психолозите разговараме на оваа тема. Ако нема поле за разговор, ако детето не се чувствува охрабрено да разговара и за дилемите со кои што се соочува во интернет просторот или појавите што не ги разбира, меѓутоа и за потенцијалните опасности и убави моменти, тоаш никогаш нема да може да се превенира. Секогаш тоа што е недостапно е примамливо. И тоа е за возрастните, а камоли за деца кои што имаат, како што велите, 7, 8, 9 години, кои што се многу љубопитни и креативни, таква е возраст. Затоа е многу важна и едукацијата и
разговорот, како би можело тоа се направи. Не, знаете, има многу апликации, важни се, треба да се употребуваат за родителска заштита. Има многу други форми, меѓутоа ако не разговарате, ако нема доверба во комуникацијата, нема да може да се заштити ништо. Тинеџерите исто така се категорија за која што сакам да продискутираме. Тие за разлика од најмалите многу посвесно влегуваат во целата оваа приказна, но се чини нив не ги одминуваат опасностите. Колку образованието тука треба да биде вклучено во едукацијата? Апсолутно, образованието прво мора да биде прилагодено на денешните навики на младите луѓе. Вие имате статистика за неверојатни бројки, сме збориле многу пати. 83 сега ќе дојде над 90% на луѓе што користат интернет. Кај младите таа бројка е без малку 100%. И ако вие не прилагодите за почеток образование на дигитални потреби, тоа не значи дигитални учебници, тоа значи дигитални извори, тоа значи признавање на реалноста. Тоа значи признавање дека постојат таблети, компјутери и извори што се наоѓаат на интернет. Не можете вие денеска да им кажувате, да им предавате лекции, да им давате домашни на учениците, како што сте правеле во 80-та, во 90-та, во 60-та година. Пустите книги на истиот начин. Кредата и таблата се добри, ама денеска има интерактивни табли. Учебниците и книгите во библиотека се одлични. Јас читам книга во хартиена форма, меѓутоа денеска има таблети, денеска има извори кои што се онлайн и денеска има видеа кои што многу брзо ги навикнуваат денешните генерации да учат и да следат содржина на тој начин. Така што и кај тинеџерите доаѓаме до една многу поинаква ситуација, меѓутоа ако сме го научиле и сме ги дале, пренеле нашите знаења кон децата како да се заштитат, како да внимаваат, што се правилата во интернет просторот, како себе си да се заштитат, тие во тинеџерските години понатаму нема да направат сериозна грешка. Грешки ќе прават, грешки правиме и ние на голема возраст, а камоли на детска возраст. Меѓутоа, работата е никогаш грешките да не бидат фатални, да не направат последици од незнаење, од непризнавање, од игнорирање на реалноста. Дигитализацијата постои, апликациите постојат, TikTok е меѓу нас, утре ќе излезе и друга мрежа. Работата е да учиме, да запознаваме, да заштитиме, да се едуцираме едни со други и да покажуваме што да правиме на TikTok. Да ве подсетам само дека ние имаме случаи, вие многу добро како медиуми ги следите, на луѓе кои што возат брзо, кои што преминуваат бели линии и така натаму на улица, кои што се казнати од мовара токму на TikTok. То не се ниту 7 годишни деца, ниту тинејџери. Така што ако ја пропуштиме лекцијата за како да се однесуваме на интернет, грешките ги правиме на 20, на 30, на 50. Се почнува во семејството како основна општествена клетка и тука се чини родителите имаат најголема одговорност, но реалност е тоа дека во борбата за живот и екзистенција родителите немаат доволно време, за жал, последниве години за дополнителен надзор на децата за 24 часа што прават. И во контекст на заштитата, има ли некоја алатка како да им помогнеме или олесниме на родителите да бидат посвесни што се случува во текот на денот и како детето го користи интернетот? Многу пати сум пишал и сум зборувал дека да се види денеска родител е многу големо херојство, заради тоа што сите предизвици што ги имале претходните генерации кога биле родители се уште постојат, меѓутоа постои еден друг свет, тој дигиталниот свет во кој што денешните родители, возрастни луѓе мора да се справуваат во едукацијата на децата, младите и овие млади генерации. Така што навистина е предизвик тоа да се биде, меѓутоа 24 часовен надзор на човек нити е можен, нити е потребен во реални услови. Секако дека има начин за тоа се родителските апликациите за родителска заштита кои што се достапни, кои што се навистина со достапни цени на едно кафе месечно или 1,5 кафе да се испие месечно за да се платат. Меѓутоа ако не создадете клима на едукација, клима на дискусија, дебата отворена со децата, залудни се тие апликации, бидејќи детето ќе дојде до одредена возраст кога веќе ќе ја препознае апликацијата и ако не е свесно дека постои таа апликација во неговиот телефон и во вашиот секако, многу лесно може да ја избрише, да ја отвори или да ја прескокне. Така што постои надзор, тој се вика апликации за родителска заштита, постои надзор кој што се нарекува организирање повеќе родители да ги следат појавите, постои надзор кој се нарекува образование, дали нешто се случува со детето и слично, меѓутоа основата се возрастните, родителите, кои што мора да комуницираат со своите деца, мора да разговараат и на тој начин да создадат клима да било која опасност или негативна појава да лесно биде пренесена, кажана со цел да се превенира.
Велика Британија изминативе денови беше крената наноза откако едно мало дете изведувајќи опасен предизвик ја загуби свеста, по неколку дена беше исклучено од апарат и за жал почина. И вакви има неколку регистрирани случаи во светот. Повредено дете спомена во најавата на разговорот, има дури и во главниот град. Расте исто така бројот на родители кои што изминатиот период поднесуваат тужба до апликациите, но се чини дека тужбата е малку задуцната откако ќе се случи несреќата. Но еве некако за крај на разговорот, што законски може да направат, ги штити ли законот родителите и децата? Не само законот, туку и правилата на самите социјални медиуми се така креирани да ги штитат корисниците, бидејќи не постои социјален медиум, дали зборуваме за Facebook, дали зборуваме за TikTok или за било кој што има за цел да си дозволи негативно корисничко искуство. Едноставно ќе ги изгуби луѓето, не се тужбите. Вие ако имате 10.000 повредени деца, сите родители на светот ќе се организираат против вас како мрежа да ги убедуваат и најдат начин како да не постоите или како да децата не бидат активни таму. Меѓутоа, ајде да бидеме реални. Колку од нашите деца се на социјалните медиуми немаат, например, 13 години? И сега вие кој ќе поднесете тужба, да речеме, кон Инстаграм или кон Фейсбук, а ако нешто не дај Боже се случило, а вашето дете има 10 години, тоа е како во една сообраќајна незгода кога повикувате полиција, ама вие сте биле погрешно паркирани, погрешно се стоиле и сте биле уште еден од предизвикувачите на сообраќајната незгода. Така се случува и тука. Значи, да, заштита, тужба, едукација, се. Тоа многу е важно да ги проучиме правилата на игра. Ако ги отвориме правилата на игра, ќе видиме што сме и што не сме. Факт е дека во реалноста тоа многу тешко се убедува кај децата, меѓутоа мора да бидеме свесни дека кога дозволуваме, кога правиме проценка дека нашето дете на социјалните медиуми, а нема на пример 13 години, дека е нешто кое што треба многу поголем надзор да вршиме, многу повеќе заштита, бидејќи ќе бидеме и ние соучесници во она што се правила на игра кои што биле прекршени, а поставени во тој свет. Вам благодарам за разговорот во Македонија. И благодарам. Некако за да го заокружиме разговорот, социјалните мрежи ги има се повеќе апликации ќе излегуваат и апсолутно не сме за тоа дека не треба да се користат, треба да се прави тоа на паметно. Целта на разговорот не ни беше да ги критикуваме родителите, туку да им дадеме информација повеќе како да се заштитат и тие од стрес, меѓу другото, да ги заштитат и своите деца. Бранко?